На 18 километри од општината Конче, на 4 километри од општината Радовиш се наоѓа селото Ињево. Наминавме и во ова село да го видиме животот на селаните во ова населено место. Нашето населено место е оддалечено од градот Радовиш 4 километри со некаде 1700 жители. Основна дејност на селаните е земјоделството, од кои култури се застапени повеќе тутунот. Негде 90% од граѓаните се занимаваат со тутуно производство, исто така и житарица. Помал број има кои се занимаваат со сточарство. Земја имам моментално разменека што околу 780 декар. Нема што не работам. Житарица, и овде човек, видекоти нема да деги. Лозге, пипер, дрва, мрва, се живо се работи. Колку пари ви наплаќаат за наводнување, за пиперот, за тутунот, за пшеницата? Види, пшеницата кај нас не се наводнува, а пиперот од 1000 од декар. Так, а лозгито? А лозгито 15.000. Колку пари изваде како земјоделец, колку вложи и што ќе ти остана? Сега ќе ти кажам за 2 декара пченка. Од тие 2 декара пченка, орање, фризирање, браздење, посадење, чисти пари од 2 декара ми останаа на мене 5500 динара. Не полни 100 евра. Само пченка. Имам негде прилично од 300 до 400 до 500 евра месечно имам трошкова. Со се комплет осигуровка, пензиско, мензиско, давачки, храна, мрана, облека, нафта, гибриина, прилично негде 300 до 500 евра. Од купните предпријатија, фабриките ви доаѓаат? Ти кажам, и на диво се работеше. Зима го пиперо, тука откупаш ове, без документ, без таква субвенција не дава за него. А он дали ги зима, дали не ги зима, това не го знаеме ние. Đубре и фрли, ни фрли? Фрлих е 1000 динара, една вреќи đубре е. И деки му кај. Колку вреќи зеде овај? 15 декара, 15 вреќи сега ќе фрлам. И пред тоа фрлих 7. Ами и за жетвата? И за жетвата таму ќе каже сега комбајнот колку ќе жнијат. Моментално, негде минатиот пат, нек на минатата неделя платих 24 динара. За 2 месеца осигуровка, 2 платени минајни и 5800 динара стрикно нешто некои задавачки за државата. Тоа се 24 динара. А тука нема шанса да ги искараш тие пари. Може Македонија да биде најбогата држава. Ако преземе мерки владата за земјоделецот,